Благодарам, председателе. Почитуван колега, пред да поразговараме околу некои ваши тези, малку ми е чудно што ниту вие во дискусијата, ниту друг се јави да го оправда, демантира, осуди, пофали премиерот Заев за семекешната изјава. Јас намерно ја пуштив овдека, во која што тој ни кажа дека 69% од додадената вредност на општествениот производ и 90% од регистрираните фирми он ќе ги пушти по вода. Малце ми е чудно да ни го фалите, ни ништо, кој е тука, он сам си се брани, а сега гледам нема никој да го одбрани, ама тоа е ваше партиско. Прво, господине колега, значи не би сакал да правиме драма, да правиме жалопојки овдека за здравствените работници. Да беше март месец, кога ги правевте, знаев дека не го мисли тоа власта од срце, но молчев, затоа што морав да му дадам време на времето. И кога времето доби време, после 6 месеци, ситуацијата е дека ги излажавте за плати. Инветивте зголемување на сите сестри и на сите доктори. Ништо не им дадовте. Во избори не им дадовте. Сестрите штрајкуваат, имаат земено 0 денари, колега, покачување медицинските сестри. Први се на огинот. Прво дојдеш ки сестрата, придеш после ки докторот. И жените се за греови. Затоа ви ги фрлаат отказите во клинички. Очо многу мислите вие на здравствените работници. Така да таква драматургија ве молам, мислам дека не е во ред кога разговараме за сериозни работи како задолжување на држава од 90 милиони евра. Тоа е прво. Второ, да беше задолжувањето, господине Велковски, да беше задолжувањето. Ние се задолжуваме за толку и толку респиратори, толку и толку реагенси, толку и толку опрема, толку и толку кревети, тие се, толку пари се, јас ќе го гласав. Вие велите, се задолжуваме за здравство, здравствени работници, здравствена криза, а лупате пари во агенција за вработување во ставката на осигурување во случај на невработеност. И главен, тука ако ги почитате материјалите, ви е Министерството за труд и социјална политика. Оно ќе ги троши парите. За здравството ви е козметички, за да го прикриете во собрание. И не случајно, вашиот министер за финансии не го потпиша ова. Не го потпиша. Имаше бланко од антикорупцијска и рекоа да, потпиши го, задолжете се. Не го потпиша. Зошто? Затоа што знае дека не е во ред. Него колега, антикорупцијска пресуди дека Нина може сама да потпише. Дека Гордана немало потреба да потпише, он бидејќи знае дека не е во ред. Понатаму. Го зборувам за пари. Пак второ ќе кажам, ми е жал што не е тука министерот. И јас искрено да ви кажам, не верувам во тоа дека и таму нема некои супер контроли, бидејќи јас и вие сте слушнавме како на телефон си купуваат кошули од меѓународни пари. Така да не верувам дека ќе биде толку транспарентно. Понатаму, викате за кревети, Рашела излезе кажа конкретна бројка дека 17.000 евра кошта кревет. Не знам, ама нелогично ми е 50.000 евра кошта еден болнички кревет. Сите што гледаат, што слушаат, дали може еден кревет да кошта 50.000 евра. Тоа е супер луксузна кола. Не може да кошта, а и да кошта до 90 милиони евра. Не е така. Понатаму. Велите дека 100 земји се задолжуваат. Ве прашувам, колку од тие 100 земји, дали направивте анализа, имаат повеќе од 60% од GDP долг, јавен долг. Колку од нив имаат? И колку од тие се развиени држави, бидејќи ние се стремиме додиме кон развиените држави. Така што во интерес еве на времето, пак ќе ве прашам колега Велковски. Пишува вака: од кога ќе се земе кредитот, МТСП ќе направи план како ќе го троши. Како да го поддржиме тоа, објаснете ми. Благодарам. Реплика.